Прост економетриски модел кажува дека меѓу 1800 и 1900 евра би била просечната нето плата во Македонија повисока него во Франција во моментов. Тоа значи дека Македонија како економија, потенцијал и како поднебје дадено од Бога има шанса да успее и да биде просперитетна, богата и моќна држава. Но не може да биде богата држава ако немате богати индивидуи. Од тога до сега ние не сме имале систем, држава, која што ќе биде подметнато рамо, подадена рака да ги крене луѓето. Прво прашање на сите анкети, овие бугарското прашање и прашањето со името е 5, 6, 7, 8 прашање проблем кој што се соочуваат граѓаните и мислат дека е најбитен да се реши. Првите 3 се право, правна сигурност, правна држава, економија, вработување и социјална заштита. Како ќе ги средиме овие работи? Ако се има политичка волја, многу едноставно. Многу едноставно. Кое прашање да го земе? Сакате Ајде, корупција? право, правда. Корупција. Корупцијата. Македонија тоне во корупција, така? Тоне. Никој до сега не се обидел да реши. Каде е изворот на корупцијата? Веројатно Каде е домашно изворот на воспитание. корупција? Ајнштајн вели 95% времето помините го на анализа на проблемот, открите го изворот на проблемот, 5 минути решението. 5% е решението. Капиталните инвестиции во буџетот. Тие во моментот се некаде 500 милиона, субвенциите 150 милиона, околу 650 до 700 се движат. Милиони евра Државните годишно. дотации, впрочем. Колку е реализацијата? 27, 28, не стигнала 30% години наназад. Што се случува со остатокот на крајот на буџетската година ако имаме доволно прибрани буџетски средства по основа на даноци, такси, царини и така натаму? Се прави За да не оди во девизни резерви, што прават? ребаланс се распоредува. Не, прават фиктивни фактури општините и фактурираат на државниот буџет. И тие пари одат во општините. И потоа преку општините се перат во приватни джебови. Затоа Global Financial Integrity вели дека секоја година во Македонија од официјалните платни биланси испаруваат половина милиарда долари. Од прилика егал е сивата економија, уште половина милиарда. Тие процениле дека во Македонија во 33 години период се излезени надвор 33 милиарди долари. Кога би биле тие внесени во систем, кога би немало корупција, прост економетриски модел кажува дека меѓу 1800 и 1900 евра би била просечната нето плата во Македонија повисока него во Франција во моментов. Тоа значи дека Македонија како економија, потенцијал и како поднебје дадено од Бога има шанса да успее и да биде просперитетна, богата и моќна држава. Но не може да биде богата држава ако немате богати индивидуи. Од тога до сега ние не сме имале систем, држава, која што ќе биде подметнато рамо, подадена рака да ги крене луѓето. Тие да станат богати. Прво тие да станат богати. Па тие ќе ја вратат лојалноста и државата ќе стане богата покрај нив. Не може да биде богата државата ако вие не сте богати. И тоа да го речистиме. Ако е капиталниот дел на инвестициите во буџетот, изворот на корупцијата, што треба да се направи? Треба да го тргнете грнето со мед од пипците на премиерот, вице-премиерите и министрите во владата. И го вложувате како еквити фонд во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, кој што треба да биде приватно јавно партнерство. Каде државата 33% еквити ќе биде партнер, а 2/3 ќе ги даде на јавен меѓународен оглас како удели во една слободна финансиска зона Скопје, Охрид, Струмица, ги покануваме сите приватни инвестициски фондови од цел свет со нулта стапка на оданачување, че ние сме единствена партија која се залага за регресивни стапки на данок, но и за негативна стапка на данок, што според Милтон Фридман е извореден либертаријански модел, каде што се симнува бремето од плеките на луѓето и на микро, мали и средни бизниси, па ако сакате и на големите бизниси. Колку повеќе заработуваат, нели по скала стапката се намалува. Колку помалку заработуваат, државата преку негативните стапки на данок ги враќа назад. И тука имаме изворедно балансирање на системот и на буџетската потпора на еден убав либертаријански модел. И сега што се случува? Со нулта стапка на оданачување вие ќе донесете овдека приватни инвестициски фондови. Зборувам за еквити. Да. И тие ќе купат удели во овој фонд. И од половина милиарда, нормално ќе го оставиме делот во буџетот за водовод, канализација во рурални подрачја, мали патишта, да не газат луѓето калите, основните потреби, 10, 15, 20% ќе се процени колку. Другото ќе оди
во овој инвестициски фонд кој што ќе биде патем управуван од 12 бизнис апостоли. 1/3 ќе бидат од државата назначени, 2/3 ќе бидат од приватните инвестициски фондови и ќе има контрола на контролорите, 12 бизнес енджелс се вика тој модел, кој што како нели Домот на лордови во британскиот парламент ќе води сметка дали нешто застранува или не, ќе биде постојан надзор на трошење на парите. И така вие создавате во истиот момент некаде околу 2 милиарди инвестициски фонд во Македонија. И зашто би се користел тој? Тој фонд ќе се користи ќе учествува на сите тендери, не само во Македонија, него и околу. Ниш, Софија, Солун, Тирана, Загреб, Хрватска, Југоисточна Европа. Тој фонд ќе расте. Еквити значи дека петата година државата мора да го отуѓи тој дел. Да, ама наредната година ние ќе дадеме пак нова половина милиарда удел, ќе направиме докапитализација, тие ќе купуваат. За 4 години ние може да создадеме одличен, огромен фонд кој што ќе генерира профит. Ова е еден извореден модел во кој што вие го тргате грнето со мед од рацете на премиери, вице-премиери и тука веќе немате основ за корупција. Вториот момент е, секој избран функционер кој што ќе биде потписник на буџетска сметка, ќе потпише изјава. Доброволна. Под морална, материјална и кривична одговорност, дека тој се согласува да биде следен, сниман, неговите мобилни телефонски комуникации дома, физички, секако од службите, нели од нашиве агенции, во рок од 6 месеци во текот на една година по избор на службите. Сега 2 недели, утре 3 недели, 5 недели пред тендер, по тендер, да едноставно биде свесен и даде согласност да биде прислушкуван и следен. Кажете ми кој маж кој што е потписник на буџетски пари ќе се осуди да мешетари провизии ако знае дека постои можност да биде следен физички, како сакате, телекомуникацијски, секако. Значи по два основа вие делувате и веќе корупцијата драстично ќе почне да паѓа во Македонија. Така ќе ослободиме дополнително во системот половина милиарда. Башка овие ќе генерираат профити. И во Македонија ќе започне нов циклус. Ова може да се направи. Ова е изводлив модел. И не треба да го прашаме ни Брисел, ни Вашингтон. Ова е автоктон, изворен македонски модел. Нема да го сретнете во нито еден учебник, нема да го сретнете во нито една пракса на било која влада. Има Норвешки кралски фонд, има Норвешки кралски фонд и има уште еден инвестициски фонд кој што дал ваков модел, но ова е автоктоно изворно решение кое што може да даде изворедно резултати. Па Чебрен да си го градиме ние, па гасификација да спроведеме ние, брзата железница по коридорите 8 и 10 ние да направиме. Па ние да направиме Македонија соларен парк, ветерна зона, да направиме 8 или 10 геотермални центри од типот на Терме Словенија. Значи имаме ние потенцијал, имаме можности. Македонија е ризница според Макнамара студијата, јас 100 пати ја споменувам. Во времето на Благој Попов американците имаат правено. Ризница е Македонија. Македонија има потенцијал според таа студија да храни 60 милиони народ. Тоа значи дека секоја педа земја мора да произведува храна. Не може Македонија да увезува милиарда долари храна. Луѓе, срамота е. Срамота е милиарда пати, јас ќе го споменам примерот на Израел. 20% е помала територијата од Македонија. Нема вода, освен Јордан на север. Нема вода. Тие произведуваат 8 милиарди долари храна, од кои што 5 милиарди извоз. Ги задоволуваат 100% собствените потреби за храна. И извезуваат 5 милиарди храна. На пустина. Ние на ова благодат од Бога, внимавајте, вториот и третиот басен на подземни води во Европа е Солунска глава Галичица, првиот е Виенскиот. Најквалитетна, најиздашна вода има во Македонија. Таа ќе биде новиот ресурс за кој ќе се водат војни, ќе има цена како нафтата. И ние не знаеме да се позиционираме, го даваме на ДУИ, 20 години секторот на води ни го управува ДУИ, 20 години концесиите за води дават ДУИ, уценува македонски бизнисмени не може да отворат флаширање на вода и ние си седиме така. Ние сме ги дале финансиите и бизнисот по сета вертикала на ДУИ. По сета вертикала, земете економија, земете финансии, водат ДУИ, сега и премиери имаат. И што правиме ние како држава? Ја не велам дека има юнир нема лојални. Има лојални. Но внимавајте, поделата ДУИ не покажа дека е лојален оваа држава. Ај обидете се да земете концесија за вода во Министерство за економија. Одма ќе ви решат рекат 50.000 евра ќе платите на таа сметка. И толку не им трепнува, јавно го прават тоа.
Сега ќе ви набрам јас 20 македонски бизнисмени кои што имаат своја земја купено, каде што има изворедни наоѓалишта на вода, не може да земат концесија заради дуи. А да не збориме за другите минерални суровини. Значи имаме дисбаланс. Каде што имате дисбаланс се раѓаат проблеми. И ние тој модел не смееме да дозволиме да стои на јавна сцена. Неодржлив едноставно. Македонецот тоне, истокот тоне. Истокот тоне, луѓе. Македонците се иселуваат, тонат. Не велам дека и албанци нема што се иселуваат, и они се во сиромаштија. Но генерално Македонија како држава тоне и ние, знаете, посмешливо делуваме на меѓународен план. Со 10 милиарди долари нова создадена вредност бруто домашен производ годишно, ние немаме некоја сила да можеш да речеш ова или она на меѓународна цена. Едноставно ти не си способен да произведеш на оваа благодат од Бога 10 милиарди долари производ и услуги. Нели е срамота?